Европската недела на имунизација секогаш се одвива последната недела во месец април. И тоа е поддржано и предводено од Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Тоа е со цел да се подигне свеста на народот за значењето на вакцините како една од најмоќните алатки за борба против заразни и тешки болести. Ова година ќе се спроведе од 19 до 25 април и е под мотото "Вакцините делуваат на сите возрасти". И преку ова мото сакаме да истакнеме дека вакцината не е процес вакцинацијата не е процес што се одвива само во детството, туку трае цел живот. Ние како ЈЗУ Здравствен дом Струмица планираме оваа година Европската недела на имунизација да ја спроведеме со повеќе активности. Планираме да посетиме деца во детска градинка и таму да спроведеме активности кои се на нивна возраст, а се поврзани со нашата актуелна тема. Исто така ќе посетиме деца од школска возраст во основни училишта и на нив веќе кои имаат одредени познавања со вируси, бактерии и слични теми, да им доближиме појасно да им ја доближиме целата процедура. Главен акцент ќе ставиме со поставување на информативни штандови на кои ќе бидат присутни лекари и од Здравствен дом Струмица и Центарот за јавно здравје и ќе бидеме достапни да одговориме на доста прашања и дилеми во врска со вакцините од редовниот календар и вакцините за возрастната популација. Исто така морам да напоменам дека нашата институција континуирано спроведува промоција на имунизацијата и основна цел е превенцијата на детското здравје. Тоа се спроведува, како што рече и самиот директор, со помош на нашите медицински сестри и патронажни сестри во самите амбуланти при нашата служба, како и на терен. Овие активности во текот на Европската недела на имунизација се спроведуваат поинтензивирано, па и оваа година така ќе биде. Значи, овој проблем се уште стои и не доврва. Можам да кажам дека тоа не се работи за класичен отпор и недоврва, туку станува збор за реакција која е резултат на бројни дезинформации и недоволна информираност на населението. Ние како институција која го превенираме детското здравје сме секогаш достапни да им ги одговориме прашањата и дилемите на младите родители кои се нели секако од наш домен. Меѓутоа, морам да нагласам дека здравјето не е само наша одговорност, тоа е заедничка, колективна одговорност и затоа би апелирала дека одговорни сме не само ние, туку целата заедница. А ние лекарите секогаш се подпираме на науката и искуството, а тие велат дека вакцините се безбедни, ефикасни и спасуваат милиони животи секоја година.